Лизелота Чехов му кажа збогум на Толстој и сега Тигар е третата представа која Домот на културата Тоша Арсов ја работи во соработка со режисерот Саша Нацевски. Продукцијата на собствени представи не е новитет за оваа културна институција, во кој главните актери се средношколци. Секогаш имаме по една представа во наша продукција. Обично работиме со дел од актерите се од средношколската младина, па и постали оние што порано глумале во нашите, што биле актери во нашите представи. А оваа година се одлучивме за еден интересен текст кој потоа поубаво ќе го образложат самите актери кои директно ќе учествуваат во спремањето. 3 години веќе ни е тенденција да работиме со професионален режисер и оваа година, бидејќи сме задоволни од соработката со Саша Нацевски, режисер од Скопје, и оваа година ќе продолжиме исто така соработката со него. Се чувствува овие 2 години напредок кога режисерската палка ќе е преземена од страна на професионалец. Исто така сакам да искористам приликата да најавам и некои од проектите што беа одобрени за оваа година. Представата Тигар за прв пат ќе биде работена во македонски театар, а за тоа што ќе понуди на сцената, актерот Дамјан Павлов истакнува. Текстот го преведов јас од англиски на македонски, режијата ќе биде на Саша Нацевски, повторно ја продолжуваме со работката и самиот текст е напишан на многу софистициран начин, нешто што оваа публика до сега го нема искусено од страна на актерите и емоцијата што тие ќе ја пренесат на сцена. Так. Самата реализација на проектот, што ќе го видите некаде средината на март, ќе биде нешто што до сега не е видено. Почнуваме да работиме на нова представа. Со први почнуваме на 5 февруари, а премиерата некаде се планира околу средината на март, меѓутоа точната дата се уште не е утврдена. Јас го играм ликот на Глорија, која што на изглед е многу иста и слична како сите други жени на светот, меѓутоа таа во суштина е толку многу различна. Во почетокот на дејството на представата ќе бидете запознаени со ликовите и кои се два единствени ликови во представата и на крајот на представата ќе ви станат многу работи јасни. Домот на културата Тоша Арсов годинава има одобрено 4 проекти од Министерството за култура со посебен акцент на фестивалот за хумор и сатира Инвиница Веритас.